Вечерашното предавање и она што ќе следува сочинуваат една целина кога е во прашање темата кој е антихристот. Така да ве поздравувам сите вас кои вечерва дојдовте овде да бидеме заедно на ова наше предавање и продолжение на оваа серија на тајните на пророштвата. Така да вечерва и наредниот петок ве поканувам повторно да бидеме заедно за да добиеме една целина кога во ова прашање кој е антихристот. Вечерва ќе имаме прв дел, а наредниот петок ќе го имаме и вториот дел. Кога станува збор за антихристот, почитувани може да кажеме дека стотици години наназад светот бил преокупиран да го пронајде одговорот на прашањето кој е антихристот. Всушност луѓето биле уплашени и предпоставувале на разни начини кој може да биде антихрист. Некои мисли дека антихристот е ѓаволот, сатаната. Иако знаеме дека тој е навистина антихрист. Тој секогаш работил против Христа. Меѓутоа, ние вечерва ќе се позабавиме и ќе откриеме детали кои се карактеристиките на антихристот и како да го препознаеме. Значи, во минатото постоеле многу предпоставки кој е навистина антихрист. Еве, например, во Римската империја луѓето ги прогонувале христијаните, тоа го знаеме до историјата. Посебно Нерон, Диоклецијан, убиле многу христијани. Едноставно во катакомби ги фрлале, ги убивали така натаму. Понатаму многу христијани верува дека антихристот ќе се појави пред самото Христово второ доаѓање. Например, може да кажеме дека и муслиманите имат свој посебно гледиште за антихристот. Таа личност кај нив е Дерџал, така ја нарекуваат. Тоа е зла сила која наизглед ќе ги поддржува љубовта и вистината, но всушност тоа е маска е бидејќи постои измама и шири смрт и зла. Значи, во минатото многу луѓе размислувале. Денеска за антихристот може да гледате во разни филмови, во разни книги да читате, видеоигрици за деца. Гледате и таму, тоа е вметнато. И децата гледаат видеоигри, меѓутоа во позадина провеува мислата за антихристот. Од хорор трилери до религиски филмови. Значи, едноставно, името антихрист и денеска е извор на многу предпоставки, на многу работи. И луѓето се занимаваат со тоа прашање. Мнозина христијани веруваат дека антихрист ќе биде политичка личност која ќе се појави при крајот на времето. Дали навистина е тоа така или не? Еве вечерва малце подолу ќе споменеме и ќе видиме каде се крие таа личност. Ние ќе проучуваме една библиска книга вечерва и оттаму ќе ги влечеме одговорите. Оттаму ќе ги влечеме сознанијата и карактеристиките за таа личност. Дали антихрист е поединец или сојуз на силите на злото? И тоа е прашање кое ќе го споменеме вечерва. Дали антихристот е поединец или некоја група, некој систем кој ќе превладува и ќе ги покаже сите своји зли намери. Некој, например, мисли дека Нострадамус, кога објавувал своји пророштва, тие во неговите пророштва гледале лице или лица на антихрист. Тој во своите книги и своите писања што ги пишувал, навел 3 антихристи, Нострадамус. Број 1 за него бил Наполеон. Во лицето, во ликот на Наполеон, Нострадамус гледал антихрист. Понатаму, вториот антихрист бил Хитлер за него. А третиот наречен со тајанствено име Мабус, кој треба да дојде. Значи, Нострадамус во негово време ги гледал тие 3 лица, 3 имиња во ликот на антихрист. Значи, како што рековме на почетокот, се шириле многу лаги, многу невистини. Кој е навистина вистинскиот антихрист? Дали антихрист ќе се појави дури во едината или тој веќе сега живее? Тоа е многу важно да го разбереме. Бидејќи ова може да не нанесе на лош пат, бидејќи се претпоставува дека антихрист се појави пред самото Христо доаѓање. Меѓутоа, ова прашање е озбилно за нас вечерва. Дали антихристот ќе се појави во времето во кој ние денес живееме или се појавило во минатото? Која улога антихрист ќе има во завршните настани на светската историја? И како би можеле да бидеме сигурни дека ќе избегнеме да
padneme како жртва на темните планови на тие обманувачки сили. Многу е важно, почитувани, да бидеме многу внимателни. И затоа јас секогаш ја препорачувам Библијата да ја читаме, Светото писмо. Ако бидеме близо до Библијата и ако биде за нас духовна храна секој ден на кој читаме, какво и прашање да дојде тешко, ќе го решиме врз основа на Библијата. И затоа ни вечерва ќе ја читаме Библијата. Ќе читаме текстови, извештаи, да видиме кои карактеристики ги има антихристот и како лесно да го препознаеме. Значи, одиме понатаму на првото прашање. Што Библијата вели за антихристот? Еве, после Христа, и Јован живел, значи, во времето на Христа и уште неколку години подоцна, тој го запишал следново во 2 Јованова 1 глава 7 стих. Бидејќи во светот влегоа мнозина измамници, кои не исповедаат дека Исус Христос дошол во тело. Таков човек е измамник, антихрист. Еве кај го наоѓаме зборот во Новиот Завет антихрист. Како сега да го препознаеме тој човек? Кои се неговите карактеристики? Ако има белек и да напише овде јас сум антихрист, лесно ќе го препознаеме. Меѓутоа, ние ќе видиме дека тој наизглед изгледа како јагне, миролюбив. То посебно ќе го кажеме во следното предавање во наредниот петок. Меѓутоа, Јован вели дека влегоа мнозина измамници кои не исповедаат дека Исус Христос дошол во тело. Не го признават Христовото телотворување како бебе, нели, преку Марија се раѓа како човек, како бебе, како дете. Имало и во времето на Јована, значи после Христа, лажни учители. А како се ближиме кон крајот, се повеќе и повеќе ќе се појавуваат лажни учители. И затоа ние треба да ги отвориме нашите очи и да го препознаеме вистинскиот антихрист. Поимот антихрист се појавува само во 4 текста во Библијата. На многу места нема да го најдеме. Значи само на 4 места во Библијата. И знаете каде? Писателот е Јован. Само во неговите книги се спомнува името антихрист и тоа 4 пати. Во секој од тие 4 случаи поимот е употребен да ги опише лажните учители или лажниот учител кој измамува со сила, кој ја расипува, ја разводнува верата. Значи, кој дојде кај тебе, драги мои пријатели, некој учител, свештеник, проповедник, како сакате да го наречете, кој сака да ја разводни библиската вистина и да каже, не, тоа не е така, може и овака, и ја разводнува вистината, треба да внимаваме да не е од типот на антихрист. Значи, антихрист буквално значи наместо Христа или сличен како Христос. И Јован вели дека многумина се појавиле овде измамници во негово време, се со цел да ги прелажат верниците, да ги насочат по друга патека да одат, освен по она што Исус ја зацртал, кај што Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Првобитниот антихрист, рековме на почетокот, бил сатанат или сотоната на небото. Тој се прв побудил против Бога. Луцифер барал да го заземе местото на Христа. На небото постојат 3 лица: Отецот, Синот и Светиот Дух. А Луцифер бил четврт, но немал право да влезе во тоа тројство. Тој бил создаден ангел, најсилен ангел од останатите ангели, Луцифер наречен, ги управувал небесните хорови, односно небесните војски, се мисли на ангелите, но во еден миг во неговото срце се родила идеја да застане на местото на Христа. А невозможно е создадено суштество да биде Бог. Тројството е од вечноста. Нивното потекло не се знае. Меѓутоа, Луцифер се побудил против Христа и тој сакал да го заземе неговото место. И затоа, почитувани, ние вечерва ќе контактираме и ова брошурка Тајните на пророштвата, кој е антихрист, а следниот петок ќе добиеме уште едно такво и да видиме што Библијата ни зборува за тоа прашање. Поимот антихрист, еве тоа го кажеме, значи се појавува само на 4 места. Тоа значи наместо Христа или како Христос. Сличен Луцифер тоа сакал да го има. Антихрист во пророштвата. Ајде да видиме што се случувало во минатото. Никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот или синот на погибелта. Ова е многу важно да го разбереме и да го запаметиме, почитувани. Во црквата Господова во последно време ќе се појави сила во лик на човек,
Ovdje veli čovjek na grevot, sin na pogibelt. Isus je sin Boži, a ovo je sin na gjavolot, sin na sprotivnata strana. Znači, ke se pojavi sila koja ke se nareče Bog. Znači, to ke se sluči vo pazuvite na crkvata, ne vo muslimanството, не во индиската религија или хундистите, туку во ликот на христијанството, во пазувите на христијанската црква. Имало и во минатото кои го негирале Христа. Интересно е да се примите дека антихристот од пророштвата ќе се појави во крилото на христијанската црква. Мнозина луѓе мислат дека антихрист ќе биде световно политичка личност. Меѓутоа, Библијата е јасна. Антихристот доаѓа од светот на религијата. И затоа многу е важно тоа да го разбереме. Ние вечерва ќе читаме неколку текстови или стихови од книгата на пророк Данијел. Таму во 7 глава ќе ги следиме тие 4 царства, бидејќи 2 глава и 7 глава се пророчки глави. Во 2 глава ни се дават 4 елементи на царството, што Данијел го видел, односно на Навуходоносор во оној лик, а во 7 глава ќе ги видиме истите тие царства, само во друг облик, во ликот на животни. Значи, антихристот од пророштвата, видение за 4 зверови од книгата на пророк Данијел. Еве што видел Данијел. Велеше вака: видов во ноќното видение, а таму 4 небесни ветра го брануваат големото море. Гледате, овде се символика. 4 небесни ветра. Ветрот ќе видиме што представува подоцна, што представува водата, односно морето. И 4 големи звера излега од морето, морето секој поинаков од другите. Значи, Данило гледа во видение големо море. Ќе видиме подоцна што значи морето. Од морето излегуваат 4 животни. Секој од овие животни ќе представува едно царство, како во 2 глава од книгата на пророк Данијел, што Навуходоносор го видел, а Данијел му го тумачи. Значи, ова ќе се случило во минатото и ние живееме, може да кажеме, на самиот праг од историјата на овие настани. Ветришта. Во Библијата, која ќе читаме за ветрови или ветришта, тоа се символ на судири, уништувања и војни. Значи, пред малку читавме дека овде Данило гледа од водата, од морето излегува 4 зверови. Нокно видение, небесни ветришта, овде пишува, не? Значи, небесни ветрови. И што представува ветриштата? Еве го одговорот. Тоа е символ на судири, символ на уништување и војни. Едноставно, тоа Данијел ни го кажува во својата книга. И ќе испратам против Елам 4 ветра. Гледате сега, тој пророштво во книгата на пророк Еремија, Бог му дава на Еремија пророштво и сега треба да го протумачи. Ќе му испратам 4 ветра од 4 краишта на небото и ќе ги растурам еламците по сите тие ветрови. И неки има народ кај кого нема да појдат прогонетите еламци. И ќе испратам врз нив несреќа, гневот мој, вели Господ, и по нив ќе испратам меч, додека не ги истребам. Гледате, ветришата представуваат војни, насилства, проблеми. Тоа Бог го кажува во една символика на пророк Еремија да го пренесе на народот, бидејќи ја преполнил чашата на своите беззаконија. Значи, ветришата се символ на уништување, на судири. Ова разбрането море од ветер е простор на кој има многу немири и раздвижување. Значи, морето представува место кај што луѓе живеат. Тоа е символика. Тие ќе бидат потикнати од ветришта, од војни и ќе бидат луѓето раселени, како овде што читаме во самиот текст. Одиме понатаму. Што представува морето? Мноштво на народ, густо населено подрачје. Значи, во пророштвата, кога читаме море или многу води, тоа представува место кај што живеат луѓе. И токму тоа се случува во овие пророштва, тоа ќе го пронајдеме малце подоцна. Значи, морето представува густо населено подрачје. Еве што пишува во Откровение 17:5. И ме рече, водите што ги виде, каде што седи блудницата, тоа исто символика, тоа се луѓето и народите, племињата и јазиците. Тоа го пише во книгата на Откровение. Гледате, значи, во книгата на Откровение ни се дава една символика каде што пророкот дава своја порак. Понатаму,
И ме рече, водите што ги виде, ти, каде што седи блудницата, тоа се народите, нели пред малце го читавме, зверот е царство или политичка сила. Еве ги овие 4 зверови што ги видел Даниело, излегуваат од водата. А водата што представува морето? Од народите. Значи, овие животни представуваат царства. Значи, представуваат цареви кои ќе владеат во текот на историјата. Даниело тоа го добил во втората глава, во ликот на оној голем кип со злато, сребро, знаете, бакар и железо и глина. Сега добива нова порека Даниело, но во ликот на 4 животни. Секој животно има име. Вие можете да го препознаете. А ова, дали ви личи на некој животно? Ово четвртото, гледате, нема име. Нема име, тоа е безимено. Меѓутоа, за нас ќе биде многу интересно вечерва и во наредното предавање токму да го разбереме ова четвртото животно и што тоа представува. Понатаму, овие големи зверови, 4 на број, означуваат дека 4 царства ќе се издигнат на од земјата. Гледате колку е едноставно да се разбере пророштвото. Ако ги склопиме коцките. Значи, едноставно се разбира, не мора да тумачиме, да предпоставуваме. Пророкот јасно вели, Бог му открил, зверовите 4 на број означуваат 4 царства ќе се издигнат од земјата. И навистина во минатото тоа се случило и како што рекол и самиот пророк Даниело. Четвртата звер го означува четвртото царство. Еве го четвртото. Првото знаеме лавот, меѓутоа ова последното нема име. Четвртото царство што ќе постои на земјата, различно од сите царства и што ќе ја голтне целата земја, ќе ја гази и ќе ја измачува. Интересно какво објаснување. Значи, овде имаме многу символики. Ајде да кажеме, Соединетите Американски држави со што се споредуваат? Со која птица? Орелот, гледате. Австралија со што? Со кенгурите. Нов Зеланд, што е ова? И тоа е некое животно. Едноставно, сите тие имаат своја символик. И денеска може да кажеме дека и на наши простори, како што Русија, например, и они мечката, мислеме, имаат мечката, така. Значи, едноставно, во 7-то поглавје на книгата на пророк Даниел, 4 големи народи или политички сили, секој многу поразличен од останатите, се појавува на многу густо населено подрачје на земјата, на која во историјата доаѓало до војни или уништување. Гледате, почитувани, едноставно дека она што Бог го предвидел преку овие символи, преку овие слики, ние денеска можеме да ги препознаеме, да ги разбереме и да видиме во кое време ние денес живееме. Значи, рековме, кенгурот ја представува Австралија, мечката ја представува Русија и така натаму. Сите имат некоја своја споредба, која ќе го споредиме пророштвото од второто поглавје на книгата на пророк Даниел со неговите пророштва од 7-то поглавје, станува потполно јасно дека Даниел гледал ист низ на светски царства. Значи, 2 глава и 7 глава исти царства се, само представени со други слики, со други символи. Во 2 глава, рековме, во кипот на тие елементи, од злато па до бакар и глина, а во 7 глава ги имаме тие 4 животни. Којат звер символички го представува првото царство на Вавилон? Еве, овде имаме веќе слика. Првиот беше како лав, но со крилја орлови. Даниело гледа сега од водата, а водата што представува? Народи, така? Од народите, од земјата, од народите излегува лав. И Даниело добива од Бога појаснување. Првиот беше како лав, но со крилја како орлови. Значи, лавот е цар на што? На животните. Нема тука компромис. Лавот е навистина силна зверка. Царот на животните е совршен символ на доениот, на мокниот, на силниот Вавилон, и тоа е идеална паралела за златната глава. Бидејќи кога Даниело му објаснувал на Навуходоносор, или царе, ти си таа златна глава. Значи, Вавилонското царство е споредено со злато од 2 глава на книгата на пророк Даниел. А сега пророкот Еремија, еве што пишува во 50 глава.
Таму тој го споредува Вавилонскиот цар како сличен на лав. Значи, пророк Еремија кажува дека првото царство е споредено со лав. Царот на животните е совршен символ на алчен и мокен Вавилон и идеална паралела за златната глава. Од втората глава на книгата на пророк Данијел. Еве, има такви белези, ова сум го видел во оригинал во Германија во еден од музеите. Таму се чуват антички, односно од Блискиот исток, материјали оригинални. Значи, кога во тоа време ги освојувале источните земји и се украдени, се земени, и во Берлин постои силен, јак, голем музеј, кај што се чуват оригинални делови земени од Вавилон. Има имитација направени, меѓутоа ова е слика оригинална. Значи, Вавилон е представен со сликата на лав. Но одиме на второто царство, второто животно. Кој е тоа? И ете уште еден звер, втор сличен на мечка, стоеше од едната страна и имаше 3 ребра во устата негова меѓу забите. Гледате сега, второто животно го препознаваме и го нарекуваме дека тоа е мечка. Мечката е навалена на едната нога. И тоа е символика, не е случајно. Зошто? Второто царство е создадено од 2 политички сили. Медо и персијанците. Медијанците и персијанците. Тоа е една коалиција, направиле сојуз да го совладат првото царство и го собореле Вавилон. Меѓутоа, медијанците биле понадмокни. Како сега во парламентот. Некој има 49 пратеници, некој 18 и тие што има 49 се посилни, така. Тие диригират кој ќе биде министри и така натаму. И во тоа време, гледате, мечката е навалена на едната страна, што значи една од тие сили ќе доминира во тој сојуз. Но интересно за нас вечерва, што држи мечката во устата? 3 ребра. Вели, во устата имаше 3 ребра меѓу забите. Интересно, ова владење на миџјаните, персијанците било накривено на една страна. Мечката имала 3 ребра во устата, што покажува дека изела, уништила некои зверови кои биле против нив. А знаете кои се тие држави кои медоперсијанците ги збришеле од земјата и ги уништиле? Тоа биле Вавилон, Лидија и Египет. Гледате каква символика. Не случајно Данило гледа животното, мечка држи 3 ребра. Тие 3 ребра значува дека 3 држави се уништени за тие да се зацврстат како медо-персиско царство. Одиме понатаму. Кој животно е земено за да символички го представува третото царство на Александар Македонски? Во таа слика, во втората глава, знаеме, првото е злато, сребро и понатаму што доаѓа? Бронза, така. Овде третото царство е представено со следнава слика, со следново животно. Даниел вели, видов уште еден звер, како леопард. На грбот имаше 4 крилја, од птица и 4 глави имаше тој звер. И му беше дадена власт. Интересно сега, Данило гледа во морето, односно од морето излегува животно. И тој ги трла очите да го препозне тој животно и вели, го гледам слично на, што пишува овде, леопард. Но не само што имаше тоа животно 4 крила, 4 глави. Интересно, силно, мокно животно. Леопардот или рисот со 4 крила ја представува многу подвижната и напаѓачката сила што имал Александар во својата војска. Знаеме неговата фаланга, сме читали историјата. Така, овој леопард има 4 глави. Зошто? Кога Александар е еден. Но не случајно Данило гледа во тоа животно 4 глави и 4 крила. После смртта на Александар, Македонското царство е поделено на 4 помали делови. Односно, неговите генерали, кои управувале со војската, после смртта на нивниот водач, се раскарале меѓу себе кој да владее. И не се договориле и затоа секој си поделил по една покрајна. А тоа биле луѓето по име Птоломеј, Селеук, Касандер и Лизимах. Гледате колку е точно пророчното почитување. Колку Библијата е точна и верна. Ако ги следиме библиските стапки, нема да погрешиме. Но ако следиме стапките на Антихристот,
što ni večera malce pri kraju ќе кажеме некои детали, а следниот петок ќе заокружиме, ќе одиме по погрешен пат. И затоа Бог вечера ни прозборува преку Библијата и преку овие символи. Значи, Данило гледа леопард, имаше 4 глави, 4 крила како птица. Едноставно, овие 4 генерали го растуриле, го ослабнеле царството на Александар. Четвртото царство. Ајде да видиме сега што гледа Данило. Паганскиот Рим символички е представен со силно суштество, со железни заби и 10 рогови. Што представуваат тие 10 рогови? Данило не можел да најде слика, име за тоа животно. Првото го препознал така лавот, после мечката, после рисот, леопардот. Но за ова чудно, безимено животно, само он го дава како опис. Има 10 рогови, гледате овде 10 мали рогчиња, споредено со железо, нешто страшно. Нешто страшно. Еве го текстот. А 10 рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат 10 цареви. Значи, ова е четвртото царство, Римското царство, кое е било железно и го потребували железото за прв пат во своите овие оклопи, во своите капи, во своите мечови и така натаму. Данило сега ни објаснува дека 10 рогови значат дека од тоа царство ќе се кренат 10 цареви. Значи, тоа царство безимено, односно нема име животното, гледа 10 рогчиња. Четвртото царство ќе се распадне на 10 помали делови. Тоа е всушност денеска Западна Европа, како што Германија, Шпанија, Франција, Португалија и други држави на тлото на Западна Европа. Овие железни нозе, како што ги гледа Данило, неле во ликот, доле ги гледа нозите од железо и помешани со земја или со песок или со глина, всушност укажуваат на нешто друго. Но рогот е втор символ за царство. Значи, кога читаме рог во Библијата, тоа значи исто така сила или царство. Како што железните нозе на Рим се поделиле на железо и кал во стапалата и 10 прсти во второто поглавје од книгата на пророкот Даниел, сега Даниел гледа 10 рогови како се појавуваат од силата на Рим. Овие држави представуваат оно што се денес нарекува, како што реков, Западна Европа. Значи, почитувани, гледате колку Библијата е јасна, колку е прецизна во своите пророштва. Што Даниел видел да излегува од 10 рогови? Значи, овде се 10 рогови, меѓутоа Даниел овде гледа напред едно мало рогче, ги покорува сите рогови. Тоа мало рогче на прв поглед малечко, но ќе почне да доминира. И овде овој сликар го насликал, што гледате овде на рогчето? Лик на човек. Значи, ќе се појави една сила од тие 10 рогови, едниот ќе доминира, ќе се појави една сила која ќе ги покори другите. Вака вели, ги гледав тие рогови и ете меѓу нив се појави уште еден мал рог, а трите од првите рогови беа од корен истргнати пред него. Интересно, се што пише во Библијата, почитувани, има свое толкување и свое место. 10 рогови ја представуваат поделбата или распаѓањето на Римското царство. Рековме, Рим се распадна Римското царство на 10 помали држави. И тоа се денешните држави во Западна Европа. Малиот рог ќе се појави некаде на подрачјето на тие држави. Значи, и Италија тука спомната, Италија, како што рекоме, Шпанија, Франција, Португалија, сите тие држави, Германија, тука ќе се појави тој мал рог и ние подоцна ќе го дефинираме и ќе видиме каде се појавил тој мал рог. Поголемиот дел од пророштвата кои се однесуваат на Антихриста запишени се во книгата на пророкот Даниел и Откровението. Разни символи се користат за да се опишат карактеристиките и делувањата на Антихриста. Во книгата на пророкот Даниел Антихристовата моќ е прикажана како мал рог. Во Откровението истата моќ е опишана како прват звер. И Вавилон, во секој случај, знаците што го открива, значи тие знаци што го дефинираат, се многу слични, укажуваат на иста сила, представена од неколку различни агли. Ајде сега малце нас не интересира малиот рог. Кој е тој мал рог? Зошто се појавува и искорнува 3 рога околу него, ги уништува.
Znači, malio rok, u početku to je mal, no ke porasne su takva sila, su takav autoritet, što site ke mu se poklonat i site ke se plašat od njega. Se pojavava, znači, rekovme, od zapadna Evropa. Koji osobini jasno ja prikažuva силата на Антихристот, оличена во малиот рог. Малиот рог се појавува меѓу 10 рогови и изникнал помеѓу нив. Бидејќи 10 рогови ја представуваат поделената римска империја на државите во Западна Европа, малиот рог, почитувани, ќе се појави некаде на тоа подрачје. И затоа, ајде ние вечерва и наредниот петок ќе побараме каде ќе го лоцираме појавувањето на малиот рог. Дали тоа ќе биде негде на исток, на запад, на север или на југ. Вечерва ќе откриеме 10 клуча, 10 карактеристики кои ќе ни помогнат како да го препознаеме малиот рог. Еве, најпрвин рековме, се појавува, пред малци тоа го видовме, се појавува, значи, во Западна Европа. Кога се поделила Римската империја, Римското царство, тоа мало царство едноставно ќе биде мало во почетокот, но ќе расте се повеќе и повеќе. Ова политичка сила има единствени карактеристики како мал рог. Тука имаме мала држава која ќе прави големи дела. Понатаму, значи тоа е вториот клуч, одиме на следното, се појавува после настанувањето на 10 држави во Европа. Кога се создали тие 10 држави, тука во едно тие држави ќе се појави и тој мал рог. Еве Европа според Библијата во тогашно време. Како се распаднала Римската империја? Еве англосанци, тоа се англичаните. Франци, французите. Алемани, тоа се германците. Остроготи, бургунди, херули, визиготи, свеви. Ние ќе видиме сега 3 и вандали се долу. Херулите и вандалите, и мислам дека остроготите беа тие држави, тие племиња исчезнале. Малиот рог ги уништел. Само постојат нивните карактеристики, како зборот вандали и вандализам, од таму потекнува. Го користиме ни тој збор вандализам. Што тоа означува? Кога некој ќе скрши нешто, кога нешто ќе се направи лошо, вели, еве ги вандалите. Немат закон, немат ред, немат правила. Вандалите биле племе кои дошле од север и ја покореле, односно ја уништувале Римската империја. Јавале на коњи, тие биле многу силни борци. Под себе носеле живо месо. И така, јавајки коњи, којнот се загрева и тоа месо се утабанува од седењето. И кинеле парчиња месо и јаделе. Така добивале посебна сила за да се борат со непријателите. И навистина, малиот рог, Антихрист, не само да изникнува од 10 рога, туку се здобива со власт после појава на 10 рогови. А после нив ќе настане друг. 10 рогови, конечно се утврдиле ова година многу важна, 457 година после Христа. Според тоа, бараме сила која задобила своја политичка превласт после тоа време. Ајде одиме на следниот клуч да го отвориме. Кои особини јасно ја прикажуваат силата на Антихристот оличена во малиот рог? Победува 3 политички, како што рековме, 3 политички сили, додека се задобие со превласт. И така полека се го шири своето влијание. Еве тука ова слика ни го објаснува како се искорнети 3 рога. Како што рековме, тие се искорнети и тие повеќе не постои. Тој мал рог почнува да завладува. Библијата вели дека 3 првобитна рога биле искорнати пред него. Малиот рог ќе совлада 3 племиња во Европа на својот пат кон доминацијата. 3 од 10 првобитни рогови биле уклонети до 538 година после Христа. Наиме, ова сила ќе се здобие со превласт околу 538 година после Христа. Интересно, ако читате и светска историја, ќе видите дека тие години се заведени и тие години се точни. Одеме на следниот клуч. Се разликува од останатите, како што овде читаме, од останатите 10 рогови. Значи, тој мал рог се разликува од останатите 10 рогови кои останале. 10 племиња во Западна Европа биле политички
политички силни или политички сили, малиот рог бил единствен, било нешто поинакво од таа сила. На водечка позиција ќе има човек кој ќе зборува наместо него. Еве сега откриваме уште еден многу важен клуч. На чело на малиот рог, на чело на таа сила ќе се појави човек на водечка позиција кој ќе зборува наместо него. И покрај тоа што ова сила има политичка природа, ќе има очи како очи на човек, така вели Данило во 7 глава. Човекот ќе биде во центарот на таа сила и ќе има апсолутно право да ја застапува. Значи, овде веќе добиваме една контура, една појасна слика дека малиот рог ќе представува една сила, но на чело на таа сила ќе стои човек. Човек кој ќе доминира и ќе застапува. Таа сила, тој човек вели ќе зборува богохулни зборови и ќе стане против Бога. Ова сила е поврзана со религијата, бидејќи ќе зборува големи зборови на највишниот. Еве уште еден клуч отвараме, ќе го прогонува Божиот народ. Значи сега веќе гледаме дека таа сила, таа институција која ќе биде институција, ќе си земе за право да го прогонува Божиот народ. Ќе си земе за право да дава опроштајници да продава. Ќе се земе за право да менува дури и делови од Библијата, од законот. Силата на малиот рог ќе ги прогонува светците на Севишниот Бог. Тоа го пише во Данило 7 глава. Ние, значи, ја бараме силата која е одговорна за смрт на припадниците на Божиот народ, на верните христијани. И еве уште еден клуч. Власта на ова сила ќе трае 1260 години. Овде имате сега шематски приказ. Од 457 година, значи, почнува овај Христовото време, тоа е нулта година, зашто Христос 2-3 години се родил во старата еја, но, еве, да земе од Христовото раѓање, од нулта година па навамо, доаѓаме до овај 457 година и овај период од 1260 години, кај што ќе владее ова сила. И тоа што ќе се случува? Што ќе се случува? Ќе ги прогонува светците. Се мисли луѓе кои се определили да му бидат верни на Бога се наречени светци. Тоа не се светци со ореоли околу главата и се горе на небото во рај. Не, тоа се живи луѓе кои живеле спротивно на традицијата, на човечките обичаи. Тие луѓе живеле според Библијата и затоа биле прогонувани 1260 години. Како дојдовме до овие години? Ево овде имате мали овие слова, букви, реченици, можеби не можете да го прочитате, меѓутоа и во Данило, и во Откровение се спомнува едно време, 2 времења и половина време. И како тоа сега ќе го протомачиме? Еве, ова сила ќе владе едно време, 2 времења и половина време. Со споредување на текстовите од Даниел 7 глава и Откровение 12 глава, станува јасно дека тоа временско пророштво уште еднаш не наведува на исти временски период. Значи Даниел тоа го спомнува едно време, 2 пола време и Јован во Откровението тоа го спомнува. Вели, земајќи дека месецот има 30 дена, како што се користи во старите списи, 3 години, 6 месеци се 1260 години. Едно време значи една година. 2 времења значи 2 години. Половина време значи половина година. Се зема во просек месецот од 30 дена, не 28, 29 или 31, него 30. Така да, ако овие ги собереме, едно време, 2 времени и пола време, путат, значи 3,5 години по 30 дена, доаѓаме до 1260 денови. А бидејќи во пророштвот еден ден представува една година, тоа доаѓаме до колку години? 1260 години. Во библиските пророштва денот е символичка шифра за една календарска година. Според тоа, 1260 дена представуваат 1260 години. Значи, антихристот, во ликот на тој мал рог, а тоа рековме човек, институција, но ќе има човек кој ќе управува со таа институција, ќе владеат на тлото на Европа 1260 години. Што ќе прават? Читавме пред малку. Ќе го прогонуваат Божиот народ. Они кои сака да живеат според библиските правила. Ова сила ќе се обиде да ги промени времињата и законите. И точно е почитувани. Ако денеска земете катехизам или доктрината на таа црква, ние следниот пат ќе ја дефинираме со име, ќе видите дека во нивните 10 заповеди има 10 заповеди, но четвртата ја нема, ја искорнеле
и си ставиле свое. 10-та е поделена на 2 дела. Тамо втората заповед која вели за иконите исто така направиле модификација. А Библијата вели дека никој нема право да одземе или да додаде на Светото писмо. Ова сила ќе покуша да го промени Божиот закон. Силата на малиот рог ќе се обиде да ги промени времињата и законите. Во потрага за идентитетот на Антихриста мораме да откриеме која сила се обидела да ги промени времињата означени во законот. Еве се тие 10 клучеви кои вечерва ги спомнавме. Во следното предавање ќе имаме можност, почитувани, да ги истражиме фактите и јасно да го откриеме идентитетот на Антихриста. Ние вечера само малце ја подотворивме вратата. Дадовме еден мал историски преглед за да знаеме како се одвивале работите во книгата на пророк Даниел и во книгата на Откровение на Јована. Значи, исти работи се случуваат и во книгата на пророк Даниел и во книгата на Јован Богослов. Но битно е 2 глава и 7 глава од Даниеловата книга, кои се представени 4 царства во ликот на оној лик што Навуходоносор го видел, значи од злато, сребро, бакар, бронза па до нозете. Во 7 глава истите царства се представени само во ликот на животни. Но во 2 глава не го наоѓаме во овој стил малиот рог, иако се спомна и таму мал рог. Меѓутоа во 7 глава имаме појасно појаснување за таа сила која ќе ги покори 3 царства, ќе ги уништи и тоа ќе завладее. Би сакал да поставиме и неколку прашања што треба да ги запомниме. Антихрист е личност или сила која се спротивставува на Исуса Христа и која се обидува да го заземе неговото место. Ако приметите кај било кој сака тоа да го наследи, да го има, слободно отргнете го од вас. Ако некоја личност сака да го заземе Христовото место или да се поистоветува со Исуса, таа сила не е Божја, таа е Антихрист, односно против на Бога. Понатаму, Антихрист во пророштвата се нарекува човек на беззаконија. Понатаму, 7 поглавје од книгата на пророкот Даниел ни нуди најмалку 10 јасни клуча за откривање на самиот идентитет, значи на Антихристот од пророштвата. И затоа, еве на крајот една мала случка, еден пример. Како ние можеме да бидеме прелажени ако, почитувани, не ја знаеме библиската вистина? И затоа е тајна на пророштвата. Ние секој петок откриваме по една тајна. Гледате, вечерва е 13-та, а позади нас, односно пред нас имаме уште толку од прилика. И затоа, следејќи ги ове предавања, ќе добиеме една целосна слика за Бога, за вистината и за оно што ѓавол го приготвува пред Христос се појави повторно на оваа земја. Еве еден случај како во Америка еден проповедник по име Даниел работел во една црква. Значи во една христијанска црква добил ново работно место во американската држава Тенеси. Тој имал близнак по име Пол. А знаете, близнаци се толку слични што ние луѓето и не можеме така лесно да ги препознаеме, да правиме разлика. Пол имал дар на успешно проповедање. Иако не бил проповедник, но имал дар да проповеда. Даниел еден ден решил на верниците на својата црква да им пружи графички приказ, како ние вечера што зборувавме за лажниот, за Антихрист и следниот петок ќе зборуваме, и тој сакал визуелно да им покаже дека на своји очи ќе бидеме прелажени. И знаете што направил? Го замолил својот брат таа вечер да проповеда во црквата. Дали ме пратите? Значи, Даниел имал свој брат по име Пол, биле близнаци. Меѓутоа, без да знаат верниците, тој го замолил брат му да проповеда. Нормално, проповед од Библијата. Во таа проповед, Пол изјавил дека Антихристос ќе измами многу души во последно време. И кога проповедта течела на половина некаде, Пол рекол: драги мои верници присутни, да ве прашам, дали верувате дека пред вас е вашиот проповедник Даниел? Сите кренеле рака. Да,
той е нашият проповедник. Но после неколку секунди, на нивно, безкрајно изненадување, проповедникот Даниел влегол од малата просторија. Вистинскиот нивни проповедник. Влегол, а овие се вакви очи отвориле. Вели, јас сум Даниел, не сум овој мојот брат кој вечера проповеда. Црквата, која ниту помисли дека може да се случи такво нешто, била измамена таа ноќ. Дали понекогаш гледаме нешто, па се прелажуваме. Абе вели, со рацете го држав, го опипав, го допрев, а то било фалсификат. Почитувани, ѓавол знае верно да направи оригинал. Значи, фалсификат ќе биде толку верен на оригиналот. И ако немаме вистинско мерило, ако немаме вистинска слика за Божјата вистина, ќе бидеме прелажени во последно време. Затоа читавме на почетокот и Јован, а пишува и Павле во книгата до Солуњаните, дека во последно време човекот на беззаконието ќе седне во црквата. И не ќе може да го препознаеме така лесно, ако не ја имаме библиската вистина во наши раци. Затоа, фаламо на Бога што тој ни ја дал Библијата, да бидеме известени, да бидеме предупредени. 7-то поглавје, значи од книгата на пророкот Даниел, ни нуди најмалку 10 јасни клуча за откривање на идентитетот на Антихрист. И лични прашања за нас вечерва. Кое однесување е карактеристично за Антихриста? На кои начини некои христијани го покажуваат однесувањето карактеристично за Антихриста? Кое однесување по ваше мислење е карактеристично за правиот Исус Христос и како би можеле вие да го покажете во својот живот? Ако го следиме Христа, почитувани, неминовно неговите атрибути на живот ќе се применати во нашиот живот. Постои една изрека во народот: с ким си, со кој си, таков си, така. Еден човек работел во шумско предпријатие, дрвосечач бил. А знаете, дрвосечачите со што сечат? Со моторки. А моторките буча, создаваат јак звук. И да се разберат колегите, тие сечат и зборот, ама како го зборот? Гласно така. И тој човек се враќа дома и на жената нешто и вика, толку се вика, дури се дере. А вели, мажо, што викаш, не сум глува. Абе, добро, вели, јас навикнав така во шума, ние договаравме со колегите, така разговараме. Значи, тој тоа го пренел во својот секојдневен живот, во разговор со домашните, вика, бидејќи така навикнал. И затоа, почитување, ако ние одеме со Христа, нашиот речник ќе се промени. Пороците што ги имаме, полека Бог ќе ни даде сила да се ослободиме од нив. И затоа, фаламо на Господа за ова вистина што вечерва ја откривме. И сега, дали сме подготвени да ја прифатиме Господовата вистина? Дори тогаш кога тоа значи дека треба да направиме промена во својот живот. Промената е многу важна. Било на кое поле, а ние зборуваме за полето на христијанството, во духовниот живот. Кога одите на лекар, а имате некои проблеми, и докторот ви вели, лекарот ти вели, господине, мораш да направиш промена радикална. Да јадиш здрава храна, ако имаш, например, замастување на некои делови од телото, или ако имаш повишен притисок, или имаш некои други проблеми здравствени, доктор вели да се движеш, да јадеш здрава храна. Радикална промена. И ние правиме. Зошто? Во прашање нашиот физички живот. А кога е во прашање духовниот живот, каква промена треба да направиме, почитувани? Многу поголема радикална промена. Зашто ова тело еден ден ќе се распадне? Меѓутоа ние сакаме да наследиме нов живот, ново тело Христово кој ќе ни го даде кога тој ќе се појави на облаците. Гледате овде, имаме слика со раскрснице, по кој пат ќе тргнеме. Бог да ни помогне, почитувани, да го следиме Христовиот пат. Исус вели, јас сум пат, вистина и живот. Дали сме подготвени да го следиме Христовиот пат? Јас напишав да. Верувам дека тоа е и твојот одговор. Нека Господ не благослови сите. Амин.